Јас сум оно дете. Моето омилено прашање. Зашто? Pourquoi? Why? Здраво, умни деца! Денес ќе разговараме на едно многу интересно прашање. Многу деца и возрастни се прашуваат: зошто небото е сино, а не, например, бело или зелено? Ајде да го објасниме ова едноставно. Сонцето не дава жолта светлина како што ни изгледа и како што го цртаме, нели, сонцето, туку дава бела светлина. Неговата светлина е мешавина од многу бои: црвена, портокалова, жолта, зелена, сина и виолетова. Сите тие заедно ја прават белата боја, белата светлина. Кога сончевата светлина ќе влезе во атмосферата, тоа е воздухот околу земјата, таа удира во ситни честички како прашина, воздух и водена пареа. Овие честички ја распрскуваат светлината во сите насоки, но не сите бои се расфрлаат еднакво. Сината светлина се распрскува најмногу. Бидејќи сината светлина има пократки бранови, а затоа полесно се судира со молекулите на воздухот и се разнесува на сите страни. Така, од каде да погледнеме во небото, до нашите очи доаѓа повеќе сина светлина. И затоа небото изгледа сино. А зошто тогаш небото е црвено назади сонце? Кога сонцето е ниско, назади сонце или наизграј сонце, светлината поминува подолго растојание низ воздухот. Сината светлина веќе се расфрлила, па до нашите очи стигнува само црвената и портокаловата боја. Затоа небото станува црвено, розево или златно. Интересни факти е дека на месечината небото е црно, затоа што нема воздух што да ја распрсне светлина. А пак на Марс небото е портокалово, затоа што има прашина од железо во воздухот. А на Земјата е сино, благодарение на нашата атмосфера. Се гледаме наскоро, умни деца. Довидување! Довидување, деца! До следното «Зошто?»